Почитувани, добро дојдовте назад до отвореното студио, отворената програма на 1 ТВ од градскиот плоштад во Скопје. За оние кои сега се вклучуваат, пред малку го и официјално го доделивме бесплатниот ваучер за фудбалскиот камп на Реал Мадрид на Драгиша Димитриевски од Илинден, а сега продолжуваме со нашиот најдобар спортист за 2018-та, Емил Павлов, кој тоа како има успешна година и се надевам сега ќе ги сподели сите импресии од 2018-та Емил токму со нас тука. Емил, добре дојде. Добро ја најдов. Најпро сакам да се заблагодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Па, како што кажавте и вие, имав една успешна, можем да кажем најуспешна година во мојата кариера. Откако каратето влезе во олимпиското семејство, јас успеав да станам европски првак. Тоа се случи оваа година во мај месец, потоа имав и други забележителни настапи. Да не заборавиме, 2014 беше твојата почетна она година кога почна со успесите и првата нели европска шампионска титула. Од тогаш се смени на спортски план кај Емил и конечно во 2018 се закити со уште една шампионска нели европска титула од првенството во Нови Сад. Која ти е подрага? Па и двете ми се подеднакво драги, бидејќи и двете имат своја тежина, но ако би морал да издвојам, би издвоил ова европска титула од европското првенство во Нови Сад, бидејќи овој пат јас освоив таа титула како каратето, како олимписки спорт и можем да кажам ова ни дава еден голем мотив да верувам и понатаму дека можем да постигнем уште поголеми резултати. Емил, колку е тешко да се допне до врвот или да се освои еден злато од еден таков шампионат? Можем да кажем дека е наистина многу тешко, бидејќи спортот бара многу жртва, пожртвуваност, макотрпна работа, упорност, постојано да веруваш во себе, бидејќи во спортот има и подоми и падови. Знаете, најтешко е кога очекуваш, а не испаѓа баш така како постакуваш. Тогаш е тешко, бидејќи мора да најдеш да трпеш енергија, да продолжиш и понатаму да тренираш, да веруваш во себе. И тоа е еден долг процес, доколку тренираш макотрп, да веруваш во себе, никогаш не се откажуваш, мислам дека резултатите доаѓаат сами по себе. Така, кои се твоите амбиции? Каде е врвот на Емил? Кои се нели твоите залагања и планови за 2019? Па сон на секој спортист е настап на Олимпијади, освојена медал од Олимпијада, така што каратето за прв пат ќе има шанса да се најдем на Олимписките игри во Токио, така што јас се надевам дека на Олимписките игри во Токио ќе успеам да обезбедам норма, но ќе не очекува една напорна сезона со многу надпревари, каде што морам да оставам белег на сите тие турнири, да освојувам медали. Јас верувам во себе, верувам во мојот тим, во Карате Федерацијата на Македонија, во сите оние помагатели на каратето, Агенцијата за млади спорт, Олимпискиот комитет, дека ќе успееме да после подолго време да донесеме на Македонија медал од Олимписките игри. Така, да оставиме на страна спортските активности. Како поминува еден обичен ден на Емил, вако предпразничен? Каде вечерва? Што ќе правиме за нова година? Вака, вечерва во домашна атмосфера со моите најблиски, моите пријатели, бидејќи мојот одмор заврши на крајот на месец јануари, ме очекува турнир во Париз, каде што немам слободни денови, морам да останам во Штип да тренирам, да се подготвам добро, бидејќи, како што кажав, 2019 година ќе биде доста згусната со превари, каде што морам на секој турнир да дадам максимум и да освојам што поголем број на медали, за да се искачам на таа светска карате ранкинг листа на високото место за да се најдам на Олимписките игри. Така. Емил, како млад спортист пред тебе, нели, иднината, секако со огромно залагање, со максимален вложен труд, посакувам нели да ги исполниш твоите сонови и да бидеш на врвот во европското па и светското карате, нормално и твојот сон за олимписка норма да биде исполнен уште наредно во 2019-та. Тука ќе ти се заблагодарам што одвои минути, одвои драгоцени минути од денот да бидеш тука, од Штип да пристигнеш. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме нели наскоро во иднина 2019-та со уште поголеми успеси. Благодарам на вас. Задоволство ми беше да бидам дел од вашата емисија. Се надам дека го задржавме вниманието на гледачите и да користам оваа прилика да
да ја посакам на сите среќни новогодишни и божични празници. Така, благодарам Елију. Почитувани, останете веднаш по кратката пауза. Следува и последниот гостин од денешната спортска содржина. Тука до мене ќе дојде и најдобриот млад кошаркар за 2018. Останете со нас. Се извинувам, да не сте видели еден постар колега новинар со мустаки Чомовски го викаат? Не сте го виделе? Го барам ми треба за... Ви благодарам. Се најубаво, среќна нова година. Да, се најубаво. Го барам Чомовски, уште не можам да го најдам. Вечерва сме со него на дневникот, уште го нема. Ќе го најдам, се надевам. Добро вечер, се извинувам, да не сте видели постар господин со мустаки Чомовски го викаат Чом. Го знаете, со него сум на вести, го барам, немам кај нико нема. Кај да ја ќе го најдам Чом? Од 14 часот до 21 на 31 декември Еден ТВ отвореното студио е тука на плоштадот Македонија. Бидете со Еден ТВ. Новогодишно интервју со првиот човек на македонската влада Зоран Заев. Отворено и непосредно за сите потези, очекувања, резултати, но пред се, кој е Заев приватно, кои се неговите предности и слабости. Колку човек се менува кога ја има премиерската функција, како се носат тешките одлуки и дали Заев успева да го врати животот во Македонија. Понеделник, 31 декември, 19 часот.